Добро вечер. Во уште едно издание на емисијата Заспи ако можеш. По подолго време повторно зборуваме за ковидот, опасноста која што го демне светот. Денеска бројката ќе се искачи до 36 милиони заразени низ целиот свет. Во Македонија се ближиме на 20.000 случаи, од кои што околу 2800-2680 се активни. Драган, од онаа емисија со професорот Вело Марковски, неговата прва емисија на национална програма, тогаш слободно можам да кажам дека нескромно дека направивме еден пресврт, еден бум во дебатата за COVID-19. Не знам колку позитивно или негативно влијаеше. Сега повторно имаме гостин со кој што ќе разговараме, кој што ќе ни каже состојбите, најновите трендови во светот, во Македонија, што можеме да очекуваме. Те прашам на почетокот тебе на прашање пред да го представам гостинот. Како да не се плашиш веќе од ковидов, иако морам да признам секој влегување во моето возило кога доаѓаме овде носиш маска. Ова е таа антиреклама, во моето возило доаѓаш. Тоа не кажа твоето возило, не е важно во чие возило. Да, па носиме маски сите. Меѓутоа некако јас мислам дека и најголемата паника луѓе велат дека и на војна се привикнуваат. Почнуваат да живеат со неа, тоа е тоа. Едноставно ние ковидот веќе го прифативме како дел од нашите животи. Да, новата нормалност. Ќе трае таа новата ненормалност. И тоа е тоа, живееме со неа. Да. Иако бројките повторно, да не се лажеме, влегуваат во на критична фаза. Денеска има само 224 ново диагностицирани. Ова само е твој начин на изразување. Само беше баш така. Од Цинизам, 1841 тест. И морам да признам дека и министерот Филипче веќе практично кажа дека се работи за токму тоа. Дека влегуваме во втората ковид инвазија или како да се нарече. Да. Иако и претходно беше најавувано. Да, меѓутоа октомври сите го спомнуваат, да бидеме реално октомври како месецот во кој што ќе дојде тој прелом и кога може да се очекува нагло, рапидно зголемување на бројката на заболени, што нели се поврзува и со сезонските болести, грип и така натаму. И наистина ќе биде големо прашање како понатаму. Да, и сега дојдовме до моментот кога треба да го најавиме нашиот вчерашен гостин. Малку сакавме намерно да зборуваме за да видите дека ова емисија за вас, луѓето кои што работите во науката, во лабораториите, дека не е ништо страшно. Нашата публика сака да слушне прецизни, едноставни информации. Не бара од вас некаква наука, така што добро вечер за Среќко Рајовски, шеф на лабораторијата за молекуларна диагностика во клиничката болница Аџибадем Систина. Така е, добро вечер и од мене. Најпрво благодарам на поканата на мене, институцијата која што представува Аџибадем Систина, да сме дел од една ваква едукативна, информативна програма во која што ќе дадеме повеќе осврт на она што се случува, што не засега, мислам, што започна уште од почетокот на март, мислам февруари, меѓутоа март кога ние активно се вклучивме во целиот овој процес, пандемијата предизвикана од влијанието на COVID-19. Така. Благодарам што дојдовте навистина. Вие сте млад човек. Кога ве видовме овде во студио со Драга, малку се изненадивме. Јас дури се изиритирав да ти кажам што. Значи, очекуваш молекуларен биолог, обавезно тоа е некој постар господин со бела брада кој што веќе поминал 40 години професорство и нагло пред нас е млад човек. Да. Кој што очигледно знае според ова што го видов што зборува. Меѓутоа во секој случај е убаво освежување вака. Да, апсолутно. Човек кој што студирал во Белград, добра школа за молекуларна биологија во Белград, нели? Човек кој што 7 години работи во Македонија, наскоро ќе докторира, магистар Среќко Рајовски, рековме, клиничка болница Аџибадем Систина. Да почнеме со бројките. Ако може режијата да го приклучи ова што го гледам пред мене, Македонија денеска 19.096 вкупно случаеви, денеска само 223, вкупно починати луѓе за жал 768, од кои што 8 починале до утринава во 10 часот, ако не се лажам. Вкупно 15.000 луѓе се опоравени. Да започнеме со бројот на тестови. Рековме во најавата за вестите Рајовски дека низ ваши раце минале околу 20.000 тестови за COVID-19. Вака делува прилично фрапантно. 20.000 тестови за нецели 6 месеци или околу 6 месеци. Вака, како ќе кажеме наши тестови, поточно низ мои раце, тоа се мисли на рацета на диагностичка лабораторија, односно молекуларното оделение, во кој што ние денонотно со тимот од 13 лица постојано се организираме, менаџираме да ускочиме во пресред, да одговориме на што поголем број повици на граѓани заинтересирани да
направат ваков тип на тестирање, се со цел навремено да бидат подвигнати на соодветно здравствено иследување од страна на нивните ординирачки доктори. Што тоа значи во бројка? Ќе кажам дека ако се навратам наназад 6 месеци, ние најавно почнавме со околу 20 на тестови на дневно ниво. Меѓутоа COVID-19, поточно SARS-CoV-2 вирусот предизвикувач на оваа болест COVID-19, што гледаме е доста упорен вирус и се уште нели целиот свет трага и бара решение да најде соодветна солуција за имунизација како сите ние би го закружиле овој процес и би се имунизирале и би можеле да се навратиме на нормалниот животен тек. Бевме принудени да се организираме диагностички како цела болница да отскочиме со овозможување на што поголем број на тестирање. Така да таа бројка од 24 теста на дневно ниво, денеска изнесува вкупно околу 20.000 теста, или тоа се вкупно околу 15% од вкупно остварените тестирање на Република Македонија, односно на 1 милион популација ние имаме направено околу 100.000 теста, ние сме 2 милиона жители, тоа значи нашите 20.000 теста се тука околу 10-15%, се карикирам околу бројката, што во однос што сметам дека е како голема поддршка на нашиот здравствен систем, поддршка на јавното здравје на пациентите кои што бараат ваков тип на тестирање, односно поддршка на нивното здравје и помагање во поддршката на подобар квалитет на живење. Да. Вака процентот е прилично висок, 10% од сите тестови во Македонија направени во една приватна институција, со оглед на реномето на Систина и не е тоа нешто чудно, меѓутоа сепак велат 13 луѓе, се не можам да математика со малку лош, сепак се работи за огромна бројка во текот на денот. Како е можно да се организирате и при тоа да се постигне навреме и соодветен квалитет на тестовите? Значи, со добро менеджирање, тука можам да го пофалам всушност и добриот менеджерски тим и составот на целата болница Аџи Бадем Систина, кој што ние постојано ги следиме технологиските изуми и новите технологиски остварувања на светот и се трудиме навремено да ги воведеме кај нас. Всушност тоа се вложување во нови системи, диагностички системи кои што возможуваат поголем број, поголеми капацитети на тестирање, точна диагностика навремена, тоа значи точна, веродостојна, точни коректни резултати издадени во соодветен временски рак во што е можно најкратко релевантно време во кој што ординирачкиот докторот кога ќе одобие тој извештај понатаму знае како да спроведе иследување и згрижување на тој пациент. Така, да почнеме со прашањата кои што ќе ги интересираат, одговорите кои што ги интересираат пред се нашите гледачи. Се обидеме малку да бидеме понародни, нели, и до вас е напол. Народниот јазик, така. Да не одиме многу во наука и во администрација. Имаше многу на почетокот, барем кога не бевме доволно информирани, PCR тестови, различни видови на тестови. Каква е сега состојбата? Унифицирани се сите тестови? Јас патував во странство пред извесен период и вадев токму во Систина, вадев нели PCR тест. И кога го дадов тамо кај локалните власти, го прифатија веднаш, меѓутоа некои други институции во Македонија одбивале тестови во Германија. Така. Значи, на што се различно е видот на тестот, или да почнеме колку тестови имаме вкупно? Значи колку типови на методи веројатно е прашањето, разликуваме. Значи имаме неколку различни типови, во зависност од тоа постојат различни типови на диагностички маркери за следење и докажување на причинителот на COVID-19. Тоа се PCR молекуларните тестови со кои што ние го докажуваме директно вирусот, односно генетски секвенции кои што се компоненти составен дел од самиот вирус кој што е предизвикува болеста COVID-19, понатаму имунолошките тестови кои што може да бидат имунохроматографски или електрокемолуминесценци методологија во кои што значи може да симплифицираме во кои што тестови кои што докажуваме антитела и одредуваме имун систем кај пациенти и тестови со кои што докажуваме вирус. Тоа се два типа на тестови. Присуство на вирус. Не мора во моментот да бил, сега вака малку лаичко прашање. Значи едниот тест го докажува присуството на вирусот во моментот, тоа значи дека го имам во себе, го носам до оној момент додека не се создаде имун одговор кој што ќе се избори, ќе го ќе го уништи вирусот и ќе се создаде целосна имунизација наспроти тој вирус. Целосно, кога ќе кажам, карикирам заради тоа што имуниот одговор на системот на нас луѓето наспроти овој вирус е уште деликатна тема која што не идува на еден куп. Добре, и овие молекуларните тестови мене ме интересираат. Тие се покомпликувани, претпоставувам, од другите, меѓутоа се поверодостојни. Молекуларните тестови, последен тест за верификација и валидација на било кој друг тест за докажување на причинителот на COVID-19 представува PCR молекуларниот тест. Тоа не е случајно, тоа е заради тоа што најголемата сензитивност и специфичност ли имаат овие тестови. Секој молекуларен тест, според она што го предложува Светска здравствена организација, ние знаеме дека денес фармацевтските компании сите работат интензивно да се остварат што поголем број на китови со кои што ние ќе можеме да детектираме ваков вирус кај различни
кај популацијата, односно кај пациентите кои што имаат потреба од вакво исследување. Секој тест потребно да задоволува одредени услови. Тоа значи да е точен, точноста треба да е над 96,7%, тоа значи точен и сензитивен, специфичен за генот кој што го носи вирусот, во кој што ние го трагаме според примерокот кој што го добиваме од пациентот. Дали е тоа бриз од нос, бриз од грло, дали е бронхоалвеоларен аспират, независно каков тип на биолошки примерок ќе земеме, ние треба да сме 100% сигурни, поточно 100% сигурност или апсолутна точност не постои, карикирам, меѓутоа 96-97% тоа е веќе пристојна бројка, солидна бројка на кој што понатаму ординирачкиот доктор може да се подвигне и го следи пациент текот на здравјето на тој пациент. Тие се конечна валидација и верификација на било кој друг тест, било која друга методологија. А што е со оние рапид тестови што едно време излегува токму во Сестина, ако не се лажам, па околу нив се створи една контроверза, имаше дали се точни, дали се не знам какви, потоа некако замре прашање. Тоа што е со тие Вака, тие тестови се уште постојат и се уште се изработуваат во нашата болница. Секако ние направивме апдейт, ќе се навратам во март, ние сме првата болница која што понуди таков тип на тестови со кој што всушност замислата беше да се направи и поддржи оној масовен скрининг кој што Светската здравствена организација го бараше од сите, не од Македонија, него од целиот свет, со кој што ние навремено ќе таргетиравме популација која што е суспектна, имала остварено контакт со причинителот на COVID-19 и истата таа популација од луѓе ќе изолиравме од онаа здрава во кој што нема таков ризик дека се носители на тој вирус. Истиот тој тест екзистира и се уште се изработува во нашата болница. Истовремено ние го надополнивме со плюс рапид тестовите, тоа се брза дијагностика во која што ние докажуваме присуство на антитела квантитативно. Има, нема. Сега за сме софистицирани и го следиме она што Светската здравствена организација го бара од нас, ведуваме апдейт со нова методологија во која што ние одредуваме она што го има, колку го има, во колка концентрација, што е понатамо дијагностички маркер и помага на инфектологот, епидемиологот кој што го лекува пациентот со COVID-19, како се развива и созрева неговиот имунолошки одговор, односно како е неговиот имунолошки статус после направена инфекција со COVID-19. Кој тип на антитела се создаваат, во колку временски период, колку време тие екзистираат и дали имаме целосно закружување на тој имунолошки одговор, односно завршување на оздравување на пациентот. Сечко ова вака делува на прв поглед компликувано, иако во всушност ако добро внимава човек се прилично се подразбира. Значи на почетокот овие рапид тестови беа исклучиво со намера да се обиде да се создаде, односно да се осознаат кластерите, така наречените кластери, односно откривање на евентуални кластери во момент кога имавме многу малку на заразени. Се уште, односно кога имавме недоволно спознание дали имаме доволен број на заразени. Во моментот во март кога почнавме со изработката на овие тестови, значи мал број на институции можеа да понудат било каков тип на тест за детекција на COVID-19. Мал број на фармацевтски компании беа достапни за Македонија да дозволат било каков увоз на тестови кои што ќе се користат кај нас, кои што ќе го згрижи здравјето на нашите пациенти. Во таа ука-бука, кога бевме лимитирани со било каков тип на тестови, ние бевме единствените кој што го поддржавме она што Светската здравствена организација што го бараше од нас да ние укажеме поддршка на тоа на нивното барање и нивниот апел да ние воведеме тестови со кои што ние детектираме имунолошки статус кај пациент. Пациент кој што има остварено, кој што има создадено антитело IgM или IgG антитело, веќе укажува и потврдува дека тој пациент има остварено контакт со тој вирус. Тој веќе е суспектен. Создава имунен одговор, меѓутоа тоа не значи дека е здрав и дека не го носи вирусот. Автоматски со тој наод ние правиме скрининг и таа група на пациенти кај што го докажуваме антителото, ја селектираме и издвојуваме од онаа група кај што не се докажани. Зашто ми остана мене контроверзата околу целата приказна? Тој тест, ако не се лажам, вие што го користите беше од Холандија. Ако запамтив добро, од Холандија, а при тоа го има прифатено и Британија и уште Саудитска Арабија, ако не се повеќе земји. Велика Британија го набави во големи количини и направи масовен скрининг на малтене огромна популација во Велика Британија. Всушност самиот тој тест ги исполнува сите оние услови кои што Светската здравствена организација ги бара. Клиничка студија, клиничка валидација, сите оние што се протоколи при воведување на било кој тест се запазени и усвоени и пред да се воведат во нашата институција. Всушност ние го следиме она што го прават нашите најголеми репери. Поголеми репери од Европа, од Велика Британија и останатите институции. Тешко дека има. Добро, меѓутоа, зашто имаше потреба тогаш да се створи една
недоумица околу Догма беше што е PCR молекуларниот тест, бидејќи тогаш беа PCR молекуларните тестови, имунолошките тестови, оние што сега ние ги имаме, во одредување на концентрација на антитела беа невозможни, бидејќи ние на институција фармацевтска компанија немаше инструмент имунолошки кој што имаше можност да спроведе одбројување на концентрација на тие антитела. Зборуваме на светско ниво, така? Зборуваме на светско ниво, така. Сега веќе сите институции работат на тоа да возможат што е посоветна со молекуларна диагностика, кој што ќе даде резултати во пократок временски период. Тогаш имаме отворени методологии кои што бараа време. Значи оптимизирање на метода, време на изработка на еден PCR молекуларен тест имаше потреба да се изработи од 8 часа па повеќе. Верификација, оптимизација на метода, кој протокол ќе го воведеме, Светска здравствена поддржува еден протокол, немаме китови, па ќе воведеме други. Министерството за здравство верификација со нив понатаму следење на протоколите, Шарите е нашиот протокол кој што ние го следиме, кој што го следи нашето Министерство за здравство, ние нели се отповикуваме на нивното и го следиме тој исти пример. Шарите е инаку најважната болница во Германија, само да кажеме за нашите гледачи, да. Во врска со ова прашање сакам нешто да поставам, нема да Рајовски да ме вовлекуваме во политика, ние ќе го кажеме тоа. Драган, ти претходно постави прашање зошто се случила тој напад на клиничка болница Аџибадем Систина. Се работеше според мене, осе моје лично мислење, за политички напад заради собственичката структура во болницата. И знаеме сите состојби претходно кои што доведоа до случајот рекет и така натаму. Нема повторно велам да ве вклучуваме вас во политички прашања, меѓутоа интересно ми е тогаш бевте нападнати за рапид тестовите, а сега слушам од Министерството за здравство дека исто така се размислува таму за воведување на тие така наречени рапид тестови за докажување на вирус за 15 минути. Има разлика во тие тестови? Да, има разлика. Всушност станува збор за ист тип на методологија, тоа се брзи рапид серолошки хроматографски тестови во кои што во краток временски период 15 на минути, 15 до 30 минути, сигурно нема да бидат само 15 минути потребни до конечен извештај, се добиваат резултати. Разликата помеѓу овие нашите рапид тестови и овие рапид тестови што сега Министерството ги предлага е тоа што во едните ние, во првите ние што ги имаме, одредуваме имун одговор, а со овие рапид тестови се одредува антигенот. Антигенот тоа е компонента составен дел од самиот вирус, во кој што ние докажуваме вирус. Меѓутоа тоа е момент во кој што повторно се случува на масовен скрининг, позитивен, негативен. Меѓутоа пациентот што е позитивен на рапид, задолжителна верификација и прифаќање на тој извештај ќе мора да се направи понатаму со PCR, валидација со PCR молекуларен тест. Тоа е за брз, забризан скрининг, пошто потребите кои што гледаме, бројките енормно, за жал се зголемуваат во Македонија, гледаме и пошироко во Балканот и останативе европски земји. Ова всушност е обид да се направи тој масовен скрининг кој што ние некако го заобиколивме. Збора Македонија како држава. Повторно ќе речем, поради политички причини пред 6 месеци не беше добро таа методологија да се спроведува, а сега од други причини сега е добра да се спроведува таа. Што вака е малку несериозно од страна за средните власти, и тоа е прашање кој што треба да го одговорат тие. Мене ме интересира молекуларните тестови. Веродостојноста ја свативме. Така. Компликуваноста комплицира. Се подразбира. Така. Меѓутоа колку време е потребно за да се направи тест? Објективно. Во систина. Значи зависи за каков тип на за каков тип на не ве слушнав, затоа се ве повторив, извинете. Зависи за каков тип на услуга, односно кај нас имаме воведено, значи ќе следиме оние светски теркови, имаме регуларен PCR молекуларен тест кој што имаме време на изработка од 8 часа или истиот ден, и имаме ургентен PCR тест кој што имаме можност за изработување капацитет од 50 минути, поточно од 30 минути до 50 минути. Тоа се ургентни PCR молекуларни тестови, затворен систем со иста сензитивност и течност која што е наменета особено за ургентни состојби, пациент кој што ќе дојде со витално загрозувачки животни заци, кој што има потреба од дитна хоспитализација. Ние знаеме дека препораките на нашето министерство беше дека таквите пациенти, доколку се суспектни за COVID-19, треба да се префрлат во 8 септември, меѓутоа некогаш ургентност на пациентот нема време за префрлање за транспорт, не дозволува, и ние треба да овозможиме, всушност биравме технологија која што нас ќе ни овозможи да ние во временскиот период дека се зема анамнеза на пациентот, ние за тој временски период веќе имаме извештај дали тој COVID, дали тој пациент е носител на вирусот, доколку не е понатаму да влезе во болницата, да се третира, или доколку е позитивен да се проследи до институцијата која што ги изгрижуваше тие пациенти во тоа време. Мислам тоа за половина час до 50 минути. За половина час, всушност сензитивност на методата, времето на изработка на методата зависи од тоа дали наодот е позитивен или негативен. Кај позитивните наоди кај негативните наоди се продолжува времето на изработка за да се избегне моментот на дополнителни амплификации. Ова е нешто постручно што ќе го кажам, всушност циклуси на амплификација во кој што ние го таргетираме специфичниот ген, го продолжуваме со намера да ги фатиме и оние мал број на копии на вирус кои што се под 5, кои што можеби да екзистираат во телото и понатаму да пливнат и да развијат типична клиничка слика за COVID-19. Да не издадеме лажно негативен наод. Има ли ситуации кога се покажало дека има погрешни наоди?
Позитивен, негативен, да испадне позитивен. Тој се уште се случува секојдневно, се случува да имаме пациенти кои што ќе се јават кај нас и ќе кажат ние направивме измештај во некоја друга институција, независно која институција, кај нив имаме позитивен, сакаме да го конфирмираме кај вас или кај вас имаме негативен, кај нив имаме позитивен. Што станува збор? Многу е важно да се запази всушност она епидемиолошка анкета на пациентите кои што се подвикнуваат на ваков тип на тестирање. Еден доктор кој што упатува пациент да спроведе било какво тестирање поврзано со COVID-19, треба сем епидемиолошка, сем клиничката слика да ја земе во обзир епидемиолошката анкета. Пациенти кои што денеска биле во суспектен контекст со некој што е веќе носител на вирусот, во истиот момент кога ќе дојдат да направат ПСР молекуларно тестирање за COVID-19, веројатноста да добијат лажно негативен наод е многу голема. Само заради тоа што не го запазиле периодот на инкубација, односно на репликација на тој вирус во телото во доволен број на копии во кои што било кој тест може да го детектира, според она сензитивност и точност која што ние сме ја вовеле, а е на база на она што Светска здравствена организација го бара од нас, постои ризик да се издаде лажно негативен наод и истиот тој пациент после 24 до 48 часа со оглед на тоа што дека сме дефицитарни со закажување на тестови, мислам капацитетите беа толку блокирани да денеска ќе закажеш тестот ќе ви биде одговор, ќе добиете слободен термин за 2 до 3 дена. Тоа е доволен период да се случи таа инкубација и репликација на вирус во кој што при повторување на тој тест во другата институција веќе добиете позитивен наод. И веќе почнуваат тука шпекулациите, да, ваму имам негативен наод, они не се точни, ваму имаме позитивен наод. Не, тоа е апсурд заради тоа што не е запазено првата преданалитичка фаза, односно она ординирачка фаза во која што докторот зема епидемиолошка анкета, а пациентот си дозволува на своја рака поиѓајќи во таа бука сега сите ние државната институција работи по тој протокол или со закажување на термини. Приватните институции пациентите си имаат право да се закажат во било кое време да се подвигнат на такво тестирање, сепак здравственото згрижување приватно станува на желба на пациентот и тие пациенти во таа бука често пати не почитувајќи го она што е протокол за работа епидемиолошка клиничка слика се доведуваат во состојба да добијат наод кој што не соодветствува реално со нивната здравствена состојба. Така. Споменавте претходно Светска здравствена организација и почитување на препораките од страна на Систина Аџибадем уште од почетокот на корона кризата. Претпоставам дека вие како научник постојано ги следите препораките и трендовите што ги дава и Светска здравствена организација, но и големите пред се западни држави кои што имаат свој протоколи, свој придонес во битката против коронавирусот. Колку Македонија генерално, зборам и за јавното здравство, сега вие сте во приватното здравство, и јавното и приватното здравство, ги следат протоколите во споредба со сите останати земји во регионот. Имаме не нешто автентично наше во оваа битка или прифаќаме се што ни наложува? И јас мислам... Се разбира ваше лично мислење. Да, моето лично мислење, меѓутоа генерално во врска со тоа како ние се адаптираме на она што го препорачуваат нашите најголеми репери, поготово што го препорачува Светската здравствена организација, дека ние всушност сите се придржуваме до она што го препорачува Светска здравствена организација, бидејќи сите подвизи и понатаму толкување за справување со оваа пандемиска состојба доаѓаат од веќе проверени, спроведени студии. Најголем дел од тие студии, сите тие дата база на научни истражувања, публикации се депонираат во Светска здравствена организација, се изигнуваат на релевантните, со соодветни тие со нивна дозвола, со нивни протоколи се воведуваат во дијагностичките центри кои што се справуваат со ваков тип на дијагностика. Ние го следиме, мислам генерално ставот на Македонија, јас мислам од самиот почеток дека го поддржуваме она што го налага Светска здравствена организација, се придржуваме и мислам дека имаме идентичен квалитет околку се споредиме со останати институции кои што се поголеми и технологиски многу понапред од нашата земја. И уште едно прашање поврзано, Драган, се извинувам, Аџибадем Систина, нели вие сте една од болниците на таа компанија, соработувате предпоставувам со Аџибадем во Турција, така? Најголемата Какво искуството нивно, какво е тука? Цело време протоколите се исти? Цело време сме во дослуг, секако Турција, Аџибадем Турција, постојано сме во комуникација, ефективна комуникација за протоколите кои што ние ги воведуваме и се во согласно со протоколот на Министерството за здравство на Република Македонија, меѓутоа кој што е понатаму адаптирано во согласно со она што го налага Светска здравствена организација. Нема исклучок, секоја земја треба да се придржува до протоколот CDC и World Health Organization. Нема исклучок тука ни една земја да направи импровизација заради тоа што смета дека одредени технологиски изуми може да поминат поинаку наспроти она што го докажува најголемиот водител. Не треба да постои страв дека Македонија прави нешто што не е во ред, што е надвор од општо прифатените протоколи. Не треба да има таков страв, да. Иако има луѓе кои што велат дека не треба да се почитуваат тие протоколи.
нели луѓето кои што заговараат дека нема опасност од ковид, има и такви многу низ. Секогаш има, секоја приказна има две страни, меѓутоа искуството покажало дека, поготоа ние медицинските лица го знаеме тоа, дека лице кој што видело пациент кој што е носител на COVID-19, знае што значи тоа и колку е таа борба тешка и колку е сето тоа важно да навремено се детектира за да може да се организира и изменеджира понатаму неговото мониторирање се со цел запазување и одржување на неговата здравствена состојба во. Да. Вие не сте инфектолог, не сте епидемиолог, Так. не работите директно со претпоставувам со пациенти. Меѓутоа сме во директна комуникација со нашите инфектолози, епидемиолози и знаеме што се случува при казните, нели ги знаеме веќе сите се општо познати за јавната популација, така да дека Може ли практично да ве прашам, навистина ли е точна она и фотографии, и видеа има, и апликации има на мобилни телефони каде што се прикажуваат органи на телото нападнати од вирусот? во кој што белодробието се го снимува преку така. Буквално за 24 часа тоа е уништено. Тоа е вистина, значи Јас го пренесувам мислењето на оно што мене ми го пренеле Луѓето што поголемите работат- стручњаци, така е, тоа е вистинска. Се случува клиничка слика дека и пациентите да тоа се промени. На денеска имаме пациент со ковид позитивен со општа здравствена состојба кој што нема лесна симптоматологија или асимптоматски да после 24 часа развие така сериозна клиничка слика со кое што и како го лимитира понатаму квалитетот неговото живење. И го загрозува. Но јас сакав да го протолкувам обидот на да се разберете вие двајца во првиот дел од прашањето на Горан, и ако сватив добро, без разлика на квалитетот на нашите доктори, без разлика на квалитетот на нашите биолози, молекуларни биолози и така натаму, во овој момент не би било паметно да експериментираме на своја рака, туку најдобро е да ги следиме протоколите кои што се утврдени директно од ЦЗО и тоа е тоа. Бидејќи поголемите земји си дозволуваат да додат на своја рака. Меѓутоа, веројатно е прашањето дали ние имаме воопшто капацитет некогаш некоја оригиналност да покажеме условно кажано во тој дел или воопшто нема простор за такво нешто затоа што е премногу сериозна ситуација. Значи вака, ова прашање зависи од која страна го поставувате, од диагностички аспект или од медицински аспект на оно што веќе мониторира со директно со здравјето на пациентот. Од диагностички аспект ако го разгледуваме, ние сме сериозна клиничка болница која што директно остварува директен контакт со пациентите и го згрижува нивното здравје и овозможува да нивното здравје биде со со подобар квалитет. Можност за експерименти е исклучен и не сме да има. Експериментираат научни институции како што е МАНУ, ке спомнам во Македонија, институции, големи институциони центри кои што се на Балканот, европски земји, во кои што ние сите тие добиени трудови, публикации и резултати се проследуваат до соодветни репрезенти кои што понатаму укажуваат дали тие може да се воведат, се гледаат бенефитите и негативните, се согледуваат позитивните и негативните страни од самото експериментирање и доколку најдат на позитивна примена се приложуваат да се воведат во рутинска диагностичка употреба. А што се однесува на згрижувањето на пациентите кои што се носители на овој вирус, секако докторите кои што се повични и се специјалисти во својата професија, дали инфектолози, епидемиолози или независно кој тип на специјалност имаат, секако тие се во постојан дослуг и комуникација со други специјалисти од други институции кои што со различен тип на технологиски приоди, со различен тип на методологии, действуваат и вложуваат напори за да е подобра здравствената состојба на пациент кој што е во живото загрозувачка состојба заради тоа што го носи вирус. Тука веќе нема играње. Јас сега би влегол во за мене круцијалното прашање, верувам и за повеќето граѓани, вакцината. Така? Значи, Русија прва се појави со вакцина, СЗО не ја призна, официјално не ја призна, западните земји исто така покажаа некоја недоумица, потоа се појави информација дека Британија развива своја вакцина, Соединетите американски држави развиваат своја вакцина. Во овој момент колку е светот вака да прашам блиску до пронаѓање на објективна, докажана вакцина која што ќе може да се произведува масовно и нема да биде опасна за да не излече од ова што ни се случува на сите, бидејќи ова е наистина глобален феномен. Така. Значи дискусијата за вакцина започна уште откако започна приказната со првиот детектиран пациент кој што го носи овој вирус. Значи обидите за се почне да се создаде вакцина која што ќе биде пуштена во комерција од фармацевтските индустрии, ќе најде на примена од страна на нас корисниците, односно сите афектирани пациенти независно, се уште тече.
Постојат повеќе од 800 обиди глобално во светот кои што различни фармацевтски компании, различни универзитети, 800. повеќе од 800 да направат 800 така, да направат своја вакцина. Во моментов се активни околу 200 институции кои што активно работат на произведување, дали тоа е Русија, дали е Велика Британија, дали е Америка, независно кои земји, околу 200 институти кои што работат на подготвување на вакцина. Интензивно се инвестира во создавање на вакцина. Постојат експерименти кои што во моментов се активни и покажуваат последни резултати кои што може да поминат на значи подготвувањето на вакцината оди во неколку стадиуми. Прв стадиум, втор, трет. Последен стадиум последен степен на успешност во вакцинација на трет левел во моментот имаат само 8 институции. Од тие 8 дали тие ќе поминат на Светска здравствена организација и ќе најдат на примена во фармацевтските индустрии се уште останува прашање отворено. Секако тоа се работи во многу догледно време ќе се случи таа вакцинизација и таа имунизација, односно предподготовка на пациентот COVID-19 SARS-CoV-2 вирусот ќе биде како и секој друг вирус кој што ние како популација, како народ ќе треба да ја земеме таа вакцинизација, да правиме предимунизација со цел да се заштитиме доколку остапиме контакт со тој вирус. Во моментов 8 институти работат на тоа експериментално, секако доброволци, популација на луѓе кои што без одредени коморбидитети активно се пријавува своеволно да е дел од оваков експеримент, доколку сите истражувања поминат коректно, ќе се претпоставувам, желбата на сите нас е да тоа што се случи што поскоро и да добиеме вакцина која што ќе ни даде некаква гаранција дека Сега, апропо овој муавет, во случај теоретизирам да се направи вакцина докажана со сите левели поминати и така натаму во рок од 3 месеци, јас некаде прочитав дека државата што ќе ја направи, компанијата од таа држава ќе биде потребно страшно многу време да само да обезбеди вакцини за својата сопствена популација. Во светот има 7,5 милиарди луѓе. Реално, кога Македонија би добила вакцина, од моментот кога таа ќе биде во Франција, Англија, небитно, прифатена како реална, објективна, издржана. Како и се што се изнесува како ново, како и што почна самиот ковид, тестовите први беа наменети за пациенти кои што се суспекти и имаат најголем број изразени симптоми, клиничка слика дека се носители на тој вирус. Така и со вакцината, пациенти кои што имаат коморбидитет, влошена здравствена состојба или одредени коморбидитети, односно заболувања кои што при контакт со вирусот ќе го загрозат нивниот живот, ќе бидат сигурно на приоритетната листа да бидат први вакцинирани, доколку наспроти оние кои што се здрави, кои што немаат никаква симптоматологија. Знам, но ова е суров свет. Се сомневам дека ако Америка има 200 милиони вакцини, ќе му даде на било кој друг, освен можеби на Израел и на Велика Британија. Сега ова буквално го вадам од нели од ракав. Или Русија, не знам, ќе им даде прва на своите најблиски. Зборувам, реално, може ли светот да очекува од моментот кога се открие вакцина, во навистина, во релативно краток момент, релативно краток период, се извинувам, да добијат не само тие што се најзагрозени, туку реално на масовно ниво. Може ли вака да помогнам во прашање и во одговорот, можеби? Еве да земеме САД, рековме како пример, нели? Вкупно има 7.700.009, може Жержијата да го вклучи, еве да се гледа. Само вчера нови случаи има 29.586, вкупно 215.000 луѓе починаа, за еден ден 518 нови смртни случаи, вкупно 5 милиони опоравени, меѓу нив и председателот на САД, нели, Трамп, кој што повторно успеа да направи една теорија на заговор, се појави веднаш, како тоа председателот на САД буквално за 3 или 4 дена се опорави, иако човекот има 74 години, а нели знаеме дека во подмината возраст луѓето се најчувствителни на овој вирус. Овде сакав да потенцирам на активните случаи, ова е шестата графа, нели, 2.573.315 американци заболени од ковид. Предпоставам реалски дека овде зборуваме дека САД, а доколку во САД биде измислена вакцината, ќе се фокусира најпрви на овие 2.573.000 и евентуално новите луѓе кои што би доаѓале, со што ќе може да се покрие таа првична потреба од вакцинација. Секако тие индустрии кои што ќе произведуваат таа вакцина ќе ги зголемуваат своите капацитети и напори да ускочат на тоа не само да даваат услуга која што ќе биде на домицилната земја, меѓутоа на целиот здравствен систем во целиот свет. Да, всушност тоа е прашањето на солидарност, се разбира дека, значи во нашиот случај во моментов имаме 2683 случаи активни, претпоставам дека Македонија ќе се најде во некакво нашето здравство секако тоа би требало да го секако тоа би било веќе проблематика на нашето здравство, нели за добивање на такви вакцини кои што би биле први најсоодветно искористени за пациентите на кои што има најпотребно. Може ли едно тука шпекулативно и безобразно прашање со оглед на тоа дека
постојано се зборува за фармацевтска мафија и така натаму, која што наводно вештачки го одржува овој вирус. Тоа е факт, постојано се зборува за тоа. Факт е дека има конспиративни теории, теории, да се разбереме точно околу тоа. Значи, може ли, например, да се очекува таа вакцина дека утре заутре ќе има таква цена која што ќе биде неприфатлива за оние што немаат пари да платат? Тука не би Тука е премногу е тешко да се одговори на ова прашање. Тука не би можел да одговорам на ова прашање заради тоа што веќе ако се даваат напори, ако се голем број на компании вложуваат во тоа да постои фонд во Светска здравствена организација кој постојано прима паричен финансии за да се реализира оваа вакцинација, зашто би се направила вакцина која што ќе биде енормно скапа и недостапна за популацијата? Тоа значи дека СЗО најверојатно ќе компензира отприлика. Секако, би требало да биде така. Тоа веќе е еден друг. Пандемијата е глобален проблем, значи тоа е кој што го афектира функционирањето на целата планета. Значи зашто би било цел да се таргетира една земја или друга земја, другите се исклучат. Вирусот ќе продолжи да екзистира и да се пренесе од една на друга. Ако ние сакаме да се вратиме во тој нормален тек на живење кој што бевме претходно, секако дека од општо добро и корист би било да сите ние навремено се имунизираме, колку повеќе се тестираат и колку посоодветна цената, претпоставам дека пофреквентно и би се продавала и тука веќе ако се гледа од таа призма на заработување, дека тоа би било повторно во прилог на сите тие, отколку доколку се лимитира и тоа биде енормна скапа. Уште едно лаичко прашање. Меѓутоа тоа е мое размислување кој што можеби не е така. Сум имал погрешен став или мислење дека на веќе заболен човек е несоодветно да му се даде вакцина или тоа е само за некои болести или целосно сум промашил можеби. Значи, имунизацијата на веќе заболен човек, имунизацијата кај еден пациент кој што веќе е носител на вирусот, вакцината се пациент, што значи вакцината? Тоа значи дека во телото на пациентот ние внесуваме оштетен вирус кој што не може да се реплицира, односно не може да направи клиничка слика. Тој вирус кога ќе се прими од рецепторот на клетката на телото, клетката добива информација и нашиот имунолошки систем почнува да создава антитела кои што ќе го препознаат и ќе се борат со него. Во оној момент кога јас сум заболен и ги имам антигените од самиот вирус кој што мене ми создаваат реална клиничка слика. Јас ако не сам вакцинација, успехот и ефектот од таа вакцинација ќе биде по знак прашалник. Ќе биде многу помал или недоволен наспроти пациент кој што има претходно остварена имунизација. Претходно остварена имунизација значи дека моето тело се подготвило, има меморирачки клетки кои што при напад на таков вирус ќе ме одбранат. Тоа значи дека јас веќе како носител на тој вирус јас сум нападнет, немам одбрана, она дополнително што мене ќе ми го ставите како вакцина е оштетен истиот тој вирус кој што треба дополнително ми ствара имун систем. Така да вакцинизацијата треба да се прави сезонски пред отпочнување на сезоната на грипот. Дали е тоа SARS-CoV-2 вирусот или останати вируси, се прави пред подготовка на популацијата пред нападот од тие сезонски пандемски вируси. Сечко се гледа дека е исклучително подготвена оваа тема, меѓутоа ние не се откажуваме. Добро. Не се откажуваме. За среќа не се гледа дека ние не сме добро подготвени. Ама не се откажуваме, упорни сме. Значи, бидејќи рече дека верувам дека ова за гледачите е феноменално интересно, рече дека во основа вакцината е оштетен вирус. Ајде да кажем на наш народ мртв вирус или умртвен вирус или дел од вирална компонента кој што нема способност сама да се умножи, да функционира. Нема можност да го завземе механичкиот систем на клетката домаќин на нас луѓето за да работи за неа. Да се размножи во доволен број за да почне да го напаѓа нашиот систем. Делува едноставно. Онеспособена како делува едноставно, меѓутоа тогаш се поставува прашање зошто толку тешко токму за овој вирус да се направи вакцина. Делува па земете го луѓе тој вирус, оштетете го и може ли со најпрости зборови да не обясниш зошто е тоа толку компликувано? Значи, ова прашање ќе се воздржам да го одговорам заради тоа што ако беше толку лесно ќе го одговорија и на големите експајрати, зашто не е тоа направено се уште таа вакцинација, би било себично од моја страна да давам информации зашто не се произведе таа вакцина лесно, не е лесно. Веќе тука имаш таргети на тоа што ќе онеспособиш, што ќе внесеш во телото, каква имплификација ќе направи тоа во телото, каков нус ефект ќе се појави, дали тој вирус што сте го оштети да е доволно оштетен, дали ќе се реплицира, дали ќе создаде имунен одговор како што ние што очекуваме, ќе заокружи таа клиничка слика кај пациентот со успех. Значи, нус ефектот е главниот проблем. Секако. Да. И уште едно прашање кое што е во доменот на конспиративните теории, кој што мислам дека дел од гледачите што се спаѓаат во таа групата антиваксери, така наречени популарни, ќе сакаат да го слушат одговорот. Ние зборуваме за вакцинација како нешто готово, нешто завршено. Меѓутоа се уште во светот се водат дебати, па дури и врвни лекари и ваши колеги микробиолози и така натаму разговараат, расправаат, се води дебата дали треба да се оди на колективна имунизација, нешто што во моментов, ако не се лажам, Шведска го прави се уште, или пак се оди директно на вакцинација. Се може
можеби не можете да зборувате во име на клиничка болница Аџи Систина, меѓутоа во ваше лично име, каков е вашиот став за оваа дилема? Значи, колективниот имунитет, тој постепено се случува и ќе се случува. Она што всушност беше, што значи колективен имунитет? Тоа значи цела популација на светот да се инфицира со овој вирус, да создаде свој имунен одговор, телото да се избори и да ние станеме имунизирани. Нешто ќе ве прекинам тука, нешто што канцеларката Меркел, германската канцеларка Меркел, уште во март го кажа дека очекува дека над 75% од населението во Германија да биде заразено, заразено и потоа имунизирано, а дека многу мала бројка од тие луѓе, многу помала се значи, тоа разбира. ќе се случува, меѓутоа проблемот со овој вирус е што кај одредени пациенти, кај одредена популација, кој што се уште не може да се таргетира дали е млада, да се извои или постара или со вакви коморбидитети, прави таква сериозна клиничка слика кој што процентот на смртност е многу голем. Тоа значи ствара проблем. Доколку поминува како обичен сезонски вирус кој што ние ќе го поминеме на нозе асимптоматски, нема никаков проблем, тогаш имунизацијата и колективно нека се случува постепено. Меѓутоа, оваа имунизација која се случи во таа толкава голема бројка, имаме ние пациенти кои со различен тип на заболување, коморбидитети, развија сериозна клиничка слика, тогаш се оптоварува директно здравствениот систем, кој што не може да одговори директно на потребите на сите граѓани кои што ќе имаат потреба во истиот момент да бидат згрижени и подвигнати на соодветно здравствено мониторирање, тогаш можноста на капацитетот на нашето здравство да излезе во пресвет и да соодветно ги згрижи овие пациенти ќе биде многу помал и ризичен. Така. Затоа и се оди во таа насока покрај колективната имунизација, напоредно се направи таа вакцинизација. Ние со вакцинизацијата всушност ја подготвуваме таа правиме имунизација на телото во кое што ние телото како да сме оствариле контакт со вирусот, сме создали информација, имун одговор, значи сме имунизирани. Практично ова е празна дебата. Ова е индуцирана имунизација со вакцинизација, колективната е онаа спонтана природна која се случува по свој собствен спонтан природен тип. Значи воопшто не е дилема, се работи за комбинација од двата и едното и методи. другото, всушност сега во моментов се случува само едното, колективната, пошто немаме вакцина, а кога би имале вакцината, тогаш би ги таргетирале оние позагрозени популации, односно луѓе кои што се во подминати години, односно имаат одредени заболувања, коморбидитети, дали се тоа автоимуни заболувања, дали се тоа стекнати заболувања, независно тие ќе бидат таргетирани и први ставени на листата да се превенираат и заштитат од атакот, односно влијанието на овој вирус. Да. Претпоставам дека туку уште еден проблем има за кој што исто така се зборува во светот, е тоа што кај овој вирус не значи дека ако сте го прележале нема повторно да го како и секој друг вирус. Како и секој друг вирус. Добро, сега за некои вируси се повторно моето знаење од медицината не е многу големо, и тоа морбилини може два пати да. Значи, истото зависи со имунниот систем. Вие повторно стапувате во контакт со вирусот, вашето тело го прима, го препознава, но не создава клиничка слика. Не се развива, не се реплицира вирусот, него антителата, всушност имуниот одговор не дозволува да се реплицира, го уништува. Така, сте имале случаи во клиничка болница Аџи Систина да човек кој што прележал, се го идентификувале кај него вирусот, го прележал во некаква форма така. да е Боже полесна, па по некое време 2-3 месеци повторно да е заболен, значи, да е заразен? Ние имаме во нашата болница. болница. Се деловни тајни можеби, но нема да спомнуваме имиња, се значи, ќе разбира. кажам искуствено дека веќе имаме искуства со пациенти кои што пред одреден временски период го носеле вирусот, асимптоматски не развиле никаква клиничка слика, по одреден временски период имаат антитела, меѓутоа се уште позитивни на вирусот. Тука се отвараат две прашања, дали се повторно инфицирани или вирусот, односно одредени вирални компоненти се уште екзистираат во циркулацијата на телото. Од првата комуникација што има. Така, во одреден концентрацијски градиент кој што телото се уште не ги елиминирало. Имаме пациенти кои што се позитивни на ковид повеќе од 2-3 месеци. Имаме пациент кој што после 14-тиот ден е негативен асимптоматски, вирусот го нема и веќе вирусот телото се изборило, создало имун одговор, вирусот е уништен и има негативен PCR наод. Имаме и една и друга категорија на пациенти. Сега тука прашањето дали е повторна ремисија, односно реинфекција со истиот вирус или станува нова инфекција со вирусот, со нова форма мутирана или независно дали истиот тип на подтип на вирус или станува збор за екзистирање на тие ниски концентрацијски градиенти на вирус во циркулацијата кои што се задржуваат подолг временски период заради тоа што телото се уште не може да создаде целосен имун одговор кој што ќе го елиминира вирусот. Така, многу прашања ми се јавуваат од ова што го одговарате. Едно на пример е дали со присуство на рековте 2-3 месеци во човековото тело, дали се намалуваат капацитетите на телото генерално да одговори не само на овој вирус и на сите други, дали се намалува здравствената способност на имунолошкиот систем, дали е нарушен? Вака, значи пациент кој што е носител, ова е веќе прашање кој што се несува на епидемиолозите, да, фитолозите кои што директно комуницираат. Јас не ординирам со пациенти, јас мојата работа е нели во лабораторија, меѓутоа она што имаме сето тоа зависи од здравствениот статус на самиот пациент. Истрошеноста на имуниот систем зависи каква клиничка слика развил тој пациент. Пациенти кои што се асимптоматски
кои што вирусот го поминале како вообичаен сезонски грип и создале имунен одговор, имуниот систем не немал зошто да се истражи, него тој успешно создал заокружување на тој одговор, бариера која што се изборила наспроти тој напад од SARS-CoV-2. Пациенти кои што имаат одредени коморбидитети, кои што имуниот систем е оптоварен, целиот систем на организмот е оптоварен со плюс неговите коморбидитети, односно претходно стекнати заболувања, плюс влијанието на ковид, секако е дека дополнително е плюс оптоварен, имуниот систем е, да не кажам, истоштен и кај тој пациент негата понатаму подвигнувањето треба да биде со повисок лепел на медикаментно третирање и исследување. Меѓутоа пак ќе кажам, ова прашање се однесува повеќе на постручната. Уште едно прашање во овој контекст. Познато е дека не постои совршена антивирусна терапија. Добро. Сега малку поинаку би го поставил прашањето. Народно, помага ли тоа што многу голем број од моите пријатели, па јас лично да речеме, постојано внесуваме витамин С, селен, магнезиум и така натаму, цинк? Така, тоа се суплименти кои што го потпомагаат имунолошкиот систем, тоа не се антивирална терапија. Јасно ми е, да. Всушност, препораката секогаш пред било кои сезонски грипови од страна на епидемиолозите, инфектолозите, тематичните доктори и било која специјалност на професија на доктори препорачуваат дека во пресред на сите овие вируси да луѓето во наспроти сега период во кој сме лимитирани сонцето, препораката би било нели да внесуваме концентрација на суплемент на витамин Д за да се спроведе целиот тој процес на имунизација и создавање на соодветен имунолошки одговор. Подпомагањето на суплементите од надвор кои што ние доколку не ги внесуваме доволно преку исхраната, ние се очекува сите тие минерали и одредени суплементи да ги внесуваме во телото во преку правилен здрав режим на исхрана, меѓутоа во овој момент кога сме под влијание на ваков пандемиски вирус со широк размер кој што го лимитира и загрозува нашето живење и директно влија на нашето здравје, секако дека доза на предострожност и внесување нови суплементи во доволна концентрација под надзор и препорака на доктор се добре дојде. Време за реклама? Да. Сречко Раевски, прилично брзо вака комуницирате со нас и со публиката, меѓутоа изгледа дека е добро тоа заради тоа што можеме да офатиме што е можно повеќе прашања. Сега се разбира мора да одиме на кратка пауза за реклами, пошто се враќаме веднаш да разговараме на таа тема која што е најактуелна изминативе 6 месеци, а за жал ќе биде и во наредните 16 месеци. Се враќаме веднаш во студиото во Заспи ако можеш. Се враќаме во финалето на вечерашно издание на Заспи ако можеш. Гостин во студиото е шефот на молекуларната лабораторија на клиничката болница Аџибадем Систина Сречко Раевски. Рековме, влегуваме во период кога болниците имаат лимитирани капацитети за прием на инфектолошките оделенија во болниците за прием на нови пациенти. Тоа го кажа шефицата на инфектолошкото оделение на Пилетската болница минатата недела, ако не се лажам. И влегуваме во период кога грипот ќе нападне како и секоја година, а тука веќе е сериозна работа, затоа што Драган, претпоставам дека сите ние ќе бидеме збунети дали сме од грип заразени, настинка некаква обична или... Па со оглед на симптомите кои што се прилично слични, претпоставувам дека многу мина панично ќе трчаат во болница и тогаш кога ќе имаат веројатно само обичен грип. А можеби во тој аспект сакам да те прашам, Сречко, кај вас се вовел нов тест за PCR молекуларно докажување на присуство на повеќе типови на вируси во исто време. Така. Што значи ова? Тоа значи ќе го напоменам моментот, всушност она што го напоменувам цело време, всушност дека го следиме она што светот го налага и се држиме ние да придржуваме до тоа да нашата болница Аџибадем Систина ги следи тие технологиски изуми, така да отпивајќи се на нашите најголеми репери, Аџибадем Систина се нашата диагностичко оделение се ставивме во процес во кој што сакаме да излеземе во пресред на сето ова сега што ново во време што доаѓа сезонски, кога веќе имаме ука-бука во кој што еден пациент, односно дали детската популација или постарата популација се изложени на ризик да се носители и на сезонските грипови или на SARS-CoV-2 предизвикувачот на COVID-19. Симптомологијата која што знаеме им е слична, се преклопува и не знаеме чекај што јас носам буката и сега јас можам да носам ковид или не носам или некој друг тип на грип, па следејќи ја од тука препораката и на нашите инфектолози и епидемиолози, ние се организиравме и воведовме нов промотивно
најново, единствено и првенствено во Македонија, мултиплекс кит кој што истовремено детектираме SARS-CoV-2, предизвикувачот на COVID-19 болеста, пандемискиот вирус секако, и детекција на инфлуенца А и Б, односно сезонските грипови, кои што и како знаеме во престојнава сезона сега во есенскиот, зимскиот период кој што доаѓа, дека детската популација и постарата популација и како ќе бидат афектирани и ќе биде особено важно и за педиатрите и за секој ординирачки доктор да знае дали пациентот кој што доаѓа со симптоматологија, покачена температура, треска, одредена мускулна нелагодност, но е суспектен за COVID-19 или е носител на некој друг вирус кој што понатаму по утврдувањето на кој тип на вирус станува збор, ќе се лимитира и таргетира каков тип на терапија и пристап ќе има понатамошното исследување и следење за здравствениот статус на тој пациент. Ова е интересно, меѓутоа сега мене ме интересира можно ли е човек во исто време да има и сезонски грип и COVID-19? Тоа е зашто ова е направено, причината е всушност и текако оправдана. Пациенти кои што носат SARS-CoV-2 може да станат постојано се во контакти со инфлуенца А и со инфлуенца Б и со останати форми на други вируси кои што дополнително само ќе влошуваат клиничката слика. Нас всушност на клиничарите, на ординирачките доктори и текако ќе биде важно кој тип на вируси и колку вируси пациентот под колку вируси со колку вируси пациентот остварил контакт. Што понатаму на пациент на самиот доктор ќе му значи во неговото мониторирање, односно исследување. Така да со овој мултиплекс тест кој што ние единствено прв пат го воведуваме кај нас, всушност помагаме на предучилна на помладата популација, односно градинките, сега предшколската област кога сите деца веќе нели предшколски се подвигнуваат одат во градинки и сите ќе бидат изложени да остварат контакт со овие сезонски грипови, ќе постои сомнение дали ова дете го носи вирус, па ќе оди во градинка, нема да оди во градинка. Со овој тест ќе се овозможи да се имат краток одговор во кој што понатаму доколку е носител на сезонски грип, нели лесно поминување ќе се подвигне со лесно домашно задржување кој што е многу пократко третирање во однос на она што значи COVID-19, каде што веќе само изолацијата значи подолг временски период и поинакво мониторирање на докторите. Ово е прашање за менеджментот на Аџибадем, на Систина Аџибадем клиничка болница, меѓутоа сепак ќе се обидам да го поставам. Овој тест е прифатен во македонските здравствени протоколи, нема да имате проблеми утре некоја државна институција да рече овој тест не е соодветен? Не може да биде неприфатен заради тоа што ПСР молекуларната детекција на инфлуенца А, инфлуенца Б, РСВ вируси и останати форми на вируси екзистира уште од кога? Овие се вируси кои се докажани и постоеле претходно пред SARS-CoV-2 па никава што ја направи. Всушност ние помагаме да со SARS-CoV-2 го надополниме тој пакет и овозможиме услуга за пациентите бесплатно. Истата, ќе го кажам моментот бесплатно, ние всушност направивме апдейт на SARS-CoV-2 вирусот по истата таа цена да надоградиме уште два други вируси кои што на докторот, клиничарот ќе му дадат целосна слика за здравствениот статус на тој пациент. Со која форма на вирус е соочен, дали со потешка SARS-CoV-2 кој што понатаму има поинаква одговорност нели и пред Министерството за здравство, поинакво здравствено исследување, самоизолација или обичен сезонски грип кој што поминува во поинаква форма со поинакво медикаментно третирање. Можеби не е место за шега, меѓутоа народно кажано плати еден доби два теста кај вас ќе биде работа. Доби три, значи инфлуенца А и инфлуенца Б. Инфлуенца Б и работиме на тоа да се воведе да тој мултиплекс кит се апдетира со поголем број на причини како во престојнава сезона. Кога мислам на престојна сезона, тоа не значи само сега сезонска во септември, октомври, ноември, него и на јануарските, кога веќе со падот на температурите да имунолошкиот систем ослабува и контактот со вирусите и можност за инфекција е многу поголем. Така, според тоа што го знам во македонското здравство, приватните клиники па и Систина Аџибадем немаат право да имаат инфектолошки оделенија, меѓутоа сепак кај вас се згрижуваат пациенти со ковид, имате ковид центар. Како функционира тоа? Значи приказната започнува првично, пациентот доаѓа со одредени клинички индикации, започнува со молекуларното оделение, со изработка на ПСР молекуларен тест, докажување на причините на вирусот и понатаму истиот тој пациент се подвигнува на советување со нашите инфектолози кои што и така успешно се вршат својата работа и сме благодарни што во целава ова УКБУК ние како здравствена институција, како клинички центар приватен го поддржуваме јавниот здравствен систем да згрижуваме и ваков тип на пациенти. Пациент кој што има веќе нарушена има јасна клиничка слика, потврден позитивен наод за SARS-CoV-2, понатаму со комуникација од страна на нашите инфектолози, во комуникација со епидемиолози, се хоспитализираат и се подвигнуваат на третирање, односно лекување. Јас можам да се пофалам дека веќе имаме успешни 20 излекувани случаеви кои што благодарејќи на следење на светските трендови и препораки можам да кажам дека сме први во воведување на две специфични методологии во лекување на COVID-19 пациенти. Значи лек за COVID-19 не постои. Ако почнеме тоа мислев на тие антивирусна терапија. Значи ние ако се навратиме во март, нели првичната терапија беше користиме малариска терапија која што
го подпомагаш лекувањето на процесот на ковид заболените пациенти, меѓутоа искуството покажа дека таа не направи штета, меѓутоа нема голема корист. Светска здравствена организација понатаму ги променува протоколите. Цело време сугерира одредени нови антивирални терапии кои што го помагаат процесот на исцелување на организмот кој што е афектиран, односно заразен со COVID-19. Тука се и антивирални терапии, меѓутоа и методолошки принципи. Ние, например, имаме озон методологија, понатаму имаме воведена методологија во кој што се врши пациенти кои што имаат сериозна клиничка слика каде што се борат за својот живот, кои што вештачката вентилација, асистираната вентилација не помага, се подвигнуваат на вештачка вентилација со, како можам да кажам, вештачко белодробно крило кое што дополнително врши оксигенација на телото на организмот, го снабдува со кислород до оној момент дека докторите не го подготват тоа тело на соодветен здравствен статус да може само да се подвигнува и да го продолжува својот живот. Мислам, го помага, ја помагаат битката, односно обстанокот, борбата на животот на тој пациент доека не се стабилизира целата таа состојба. Значи, лекот не е измислен, меѓутоа терапиите кои што се применуваат во комбинација со тие технологиски изуми, со експертите кои што ги имаат, даваат позитивни резултати и јас реално го потврдувам моментот и сме среќни што можеме да се попалиме дека имаме успешно излекувани 20 пациенти кои што има посериозна клиничка слика. Уште едно, за крајот само уште едно прашање, не мора да го одговорите. Слушнав од лекарските кругови дека се подготвува еден голем трансфер на врвен македонски научник од државното здравство во клиничката болница Аџебадем Систина. Точно е или не? Тоа е прашање до менеџерството. Менеџерството. Нема да одговорите. Добро, ќе се наскоро ќе се потврди ова што го зборувам или можеби ќе се демантира. Драган, мислам дека добивме ние овде за 1 час, добивме како за 2 часа. Не само заради тоа што Рајевски зборуваше малку побрзо од вообичаеното, туку и заради тоа што беше многу прецизен и многу информации даваше одеднаш. Јас наистина емисија ми е прилично интересна и голем дел од дилемите си ги расчистив. Па да, помладиот господин Дилова како штребер, меѓутоа очигледно точно знае што зборува, мене лично ми беше големо задоволство. Единствено што не кажав, меѓутоа веројатно јавноста да знае, тоа е дека негативниот ПСР тест сега се укинува за Србија, за Косово, за Босна, за Црна Гора. Да. И треба да има и реципроцитет од нивна страна, односно и ние ќе можеме да одиме во тие земји без Што е малку негативен ПСР. Не е известно заради тоа што кога ги земеме бројките денеска во Србија имаме 120 ново заболени на 8 милиони жители. На 8 милиони жители, во Албанија имаме 170, ако не се лажам, кај нас имаме 225. Со Србија да направиме паралела, ние имаме практично 4-5 пати повеќе од тоа што го има Србија. Но премиерот рече дека реципроцитетот е ветен и дека најверојатно ќе ни дозволат сега да задржиме на тој дел. И уште еден интересен момент, тоа не е за гостинот, дека ова работа на кафе пиење во Приштина го кажа заменикот министер за здравство Селмани уште пред една недела. Тогаш сите луѓе се чудеа затоа што Филипче збореше една работа, Селмани најави друго и се испадна дека тоа што го кажа Селмани е точно. Наскоро во Приштина, но и во Белград. Ќе можеме да одиме на кафе, додека нашите пејачи утре ќе протестираат затоа што не им се овозможува да пеат во нашите кафеани. Да, и ќе видиме дали ќе прифатат поканата на министерот Филипче да одат пред инфективната клиника, што вака малку Што е дегутантно, апсолутно. Дегутантно е, да, но сепак добро, ќе видиме утре како ќе се тој протест. Сречко Раевски, шеф на молекуларната биологија на клиничката болница Аџебадем Систина, ви благодариме што бевте вечерва со нас. Видовте дека не е страшно, оваа емисија може да биде и без политика, се разбира да зборуваме за тоа што граѓаните ги интересира. Ви посакуваме да немате многу работа, нели, иако сте вие приватна институција, меѓутоа за нас е важно да немате многу работа, да немаме многу болни луѓе, но сепак да издржите додека трае кризата. Ви благодарам вам на поканата, чисте да сме дел на ваква информативна емисија во кој што времето кој што го имавме го искористивме да и ве споделиме некоја информација до пошироката јавност. Да, благодариме уште еднаш. Пријатна вечер и вам, почитувани гледачи, што бевте со нас. Се разбира утре репризата во 15 часот и уште едно премиерно издание вечерта во 22:30. До тогаш пријатно.